Биогеографската целина Маркови кули кај Прилеп, како и Охридскиот регион, се единствените простори од територијата на Република Македонија кои се наоѓаат на листата на заштитени подрачја на УНЕСКО. Имено, од 2005 година Марковите кули се наоѓаат на привремената листа на заштитени подрачја на УНЕСКО со објективни потенцијали да се позиционираат на постојната листа на УНЕСКО. Подеднакво како и Охридскиот регион, биогеографската целина Маркови кули представува органско единство на особени природни содржини и исклучителни културни вредности. Природните содржини се соодветно правно валоризирани во 2006 година со донесувањето на Законот за прогласување на локалитетот Маркови кули за споменик на природата. Во рамките на заштитеното подрачје, како и на просторот непосредно околу него, се позиционирани голем број споменици на културата од особено значење, како што се манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец, манастирот Свети Архангел Михаил, црквите Свети Димитрија, Свети Никола, Свети Атанас и други. Во 2018 година Институтот за старословенска култура и општина Прилеп поставија соработка која е во функција за заокружување на биогеографската целина на Марковите кули. Дел од оваа соработка се следните активности: имплементација на проектот за заштита на Марковите кули, финансиран од UNDP, со кои се создаваат елементарни предуслови за ставање во функција на заштитеното подрачје, кој ќе возможи стручно третирање, научно-истражувачки активности на природните и културните вредности, негова употреба за туристички цели и така натаму. Направивме меморандум за соработка помеѓу Институтот за старословенска култура и општина Прилеп, со која што ќе се конкретизираат формите и идните заеднички активности. Организацијата на научниот собир, биогеографска целина Маркови кули, природни содржини и културни вредности, со која се заокружени научна валоризација на природните и културните содржини преку сублимирање на резултатите од досегашните долгогодишни истражувања на овој простор, нивно соодветно стручно научно вреднување, давање насоки за идни научно-истражувачки активности, заштита на природата и културните содржини, туристичка експлоатација на заштитеното подрачје, како и создавање база на заокружување на националниот и интернационалниот статус на биогеографската целина на Маркови кули. Исто така, општина Прилеп планира да изработи стратегија на развиток на туризам во која, без сомнение, централно место треба да завземе биогеографската целина Маркови кули. Овие и голем број на идни активности на локалната самоуправа и институтот се во функција на финализирање на постапката за донесување на планот за управување со заштитеното подрачје како базичен документ за идните зафати на овој простор, но и подготовка за изработка на досие за номинација на постојната листа на УНЕСКО. Ваквите активности, во кои спаѓа и организирањето на ова значајна средба на експерти, се само јасен показател за волјата и посветеноста на општина Прилеп и Република Македонија за имплементација на законите, меѓународните стандарди и добри пракси за заштита на културните и природните вредности. Со овие заложби, посебно за почитување на законите и меѓународните стандарди за заштита на културните и природните вредности, партиципацијата и соработката со сите релевантни актери, вклучувајќи ја и научната јавност, ја гледаме иднината на Европска Македонија.